Ремо. Кој стигна шминкер стана денешно време. На секој чекор само шминкери, само шминки по продавници. Само малтер да се клава по суратите. Страшна работа. Јас палани учев малтер да мешам овде да клавам по куќито, требало по сурати малтер. А веќе летни нешто ќе ме отепа малтер по сурати да се клава, ај шпица. Шо викаш кој победи во Кавгад? Жената кој победи врато ми го свитка, немам да се превиткам се. Не шала настрана ме караше после последното видео. Деме кој ти сум рекол најубав бизнис ова, она не знам шо за луѓето таму и после жената отвори таков бизнис најубав. Ами јас му рекол, знам та си сакаш да си шминка, ти си сакаш да си шминка. Јас му реков дај оти не почниш да шминкаш, јас му го нафрлам 100 години муаве. Уште од кога се запознавме она, шо сакаш најмногу да прави? Шо знам да шминка. Ами оти не почниш да шминкаш. Ами шо знам? Сега на работа одам. И така јас нафрлам од време на време со шминкањето, нафрлај не заради бизнис. Оти знам дека ги би пресрекне, ја пресрекна. Работи кефој цела. За тоа што се годи да е во тие поарните бизниси за волето, сега шо сум јас тука? Јас се сум крив што сака шминка, чупе до нека шминка. На крајот на денот ич не мора бизнис да биде. Доста е срекнаш. Мене тоа ми е најбитно. Најмногу на душа да ми прави убаво ќе направам некој друг среќен. Особено жената, се разбери. Ма знаеш што ти ја терав, тоест не ја терав, него му нафрлав така дека треба влези во приказната. Оти е човек. Оти уште пред години кој правевме муавет кој се зафркавав ја. Шиво ќе почнеш да си шминкаш и кога ќе дојдат свадби ова она друга цена. И ми се заврти ми велија оти друга цена. Шо деме како е свадба треба парите му иземам на луѓето, исто нека си биди за сите. Шо има врска шо? Јас сакам да ги нашминкам да бидат најубави што може да бидат. Друго ништо не ме интересира. Затоа зедов за жена. Оти е човек. Оти јас истото го размислувам. Ама пошто така прат сите други му нафрлив да видам што ќе рече. Значи никогаш не сум го разбрал тој концепт вече. Са добро нормално ќе има луѓе ќе речат ама поубави шминки, потрајни, не знам ова, не знам он. Воре секој си знае како му е математиката, не навлекваме таму. Ама не е хумано бе брат. Не е хумано едно цвеќе да е 50 денари, кога ќе дојди свадба да е 500 денари истото цвеќе. Не е хумано. Кој јас сега да земам песна да прами да прашам за шо ти е песна? За на YouTube. Добро, оваце. Тебе за шо ти е песната? За на фестивал. Не, сега ќе си платиш. И тој малце трошоци има за другото, са имени кај мене да потроши. Малце нервози и трошоци имат луѓето за свадба, душе ти чукни му, приземи му ги сите пари и за мера. Шо муавете тој? И то тука не дека менва нешто многу на сите трошоци, ама колку можеме, поможиме, оти не поможиме веќе. Така оти да ги делиме луѓето, шо другите погрдо ги нашминка, нема, сите ги нашминка за мера. И са некој ќе рече, ама добро, имаш разлика, имаш пудро од 5 евра, имаш од 50 евра, имаш сенки од 10 евра, имаш сенки од 100 евра. Така е. Ама на крајот на денот ти сега го треба со поквалитетна работа. Јас не сум дел од таа професија, не знам точно шо има, како има и зашто има. Тропот научив сега со жената, ама не сум дел. Арно ми мојата професија не е ништо поразлична. Јас правам видеа, правам слики, правам музика. Технички и вие правите слики, правите некаква уметност на човечкото лице, така? Што значи тоа што сте го направиле треба луѓе да го гледат. Да е нешто што не се гледа. Ајде како било. Ама нешто што се гледа треба секогаш да сакаш да го направиш најубаво можно. Тоа е тоа што ти ја прави тебе кариера. Тоа е тоа што те отцртва тебе, тебе те отсликва твојата работа. Тато пример јас не можам никогаш да разберам музичари, композитори што шиткат некој песничина што и вадат од нигде никаде. Никој не му купува 20 години. Ке некој младо дете ќе го излажи ке му шитне. Море тебе те отсликва песната и него го отсликва, ама тебе те отсликва. Утре ќе прашат кој ти ја правеше оваа песна. Тој и тој. Ајде, не купувам од кај него. Твојата работа е твојата најдобра реклама. И се нормално некогаш ќе имаш додатни трошоци, некогаш ќе нема. Некогаш ќе треба дојш на терен, ќе треба патуваш и така натаму, тоа е нормално. Фала Богу дека ако треба дојш негде на терен и да го тепаш таму цел ден, дека треба тоа да го прерачуна. Пошто потенцијално губиш многу појки. Зато секој си диригира ствари според тоа што му е трошок и според тоа што си го цени трудот. Арно, ама тоа не значи дека ако се работи за невеста или за не знам шо дека треба поголема цената да. Прв пат тоа го слушнав пред 10 на 15 години. Другарка вика во истото студио ојдовме јас, мајка ми, невестата, мајка му, брачедите и така натаму. И човеко фино лепо ги праша. Ти шо си? Невест 200 евра. Пример велиме се, фризура шминка. Ти шо си? Јас сваќа сум 100 евра за тебе. Ти шо си? Брачеда 50 евра. Истиот третман, истата приказна, исто време, исти шви се исто. Само njega нема. Да не си таму да го гледаш нештото, ај ке речиш добро може да поинаку истото. И се не е срамота. Мислам да не се сватиме погрешно, не ќам на никоја му кажувам како да си ја работи работата, исто како што не ќам никоја ми кажува мене како да си ја работи. Ама не зборам за работењето. Сите што се 100 години во таа приказна сигурно се одлични во работата, чим се 100 години во таа приказна. Арно, ама начинот на кој се прат некој работа едноставно не е хуман. Зато си ја сакам жена. Не оти ми е така речено, туку ти е човек. Оти не ги дели луѓето на невести, сваки, сестри и така натаму. Добро, пушти го ножо сега, пушти го.
тоа се шаламе, не е тука работи, немој да престигне, ама ај поинтересно да види. Та не ни знајде како прам муаве. Кој му пуштам видеото, после ќе се пукни од сраме, ќе пропадни в столица. Стално го завршам со снимање, ме прашува. Што рече овај? Јас му велам ќе си види. Пошто знаеш што човек зеде, што да прави? Знај дека сакала некела, јас си кажувам. Што ќе му се думам јас, думај му се ти. Исто и со фризерниците. Са ти цел живот одиш кај истиот фризер. Цел живот ти зема да речиме 200 и се иди матура, свадба нешто. Шубо сум те стросал, ова муце најубав ќе биш на свадба. На матурата најубав ќе биш. Тебе мајка ти со очи немој дома да те гледа, најубав ќе си бил тамо на врска. Ко за тебе ова 500. Цело време 200, 500 оти било матура. Отишове поке лак да не ми прсна на глава. Или поке пати шак со ножицата на. И то за машките ајде не е страшно. А жените што му прат. Ако ти прави фризура и стрижење и шо и да ти прави таму за 500, кај нас ако скока од 200 на 500, кај нив од 500 на 3000 скок. 500 денари 50 евра, што има врска па ти тука. Ама Рокфелер татко овде. Се иди шо ти ете. За пример одиш надградба ти прави цел живот. Таму ти зема 500. Се оиш како за невеста ти зема 3000 денари за истата надградба. Што уште полошо погрдо ќе ти ја залепи бе брат. Ќе ти ја закачи некако поинаку. И кој се гледаш на сликите не ќе може да се гледаш. Оти ти виса парталчиња две тука. Ама знаеш како побрзањето тогаш во хаосо, во кој хаос? Демек за невеста поке процедура имало, поке не знам шо. Има некои паметни луѓе измислуваат, пример шминкери третман на лице ќе ти прат, ќе те мачкат со некои кремчиња со чуда. Фризерите ќе те фаќат со ова, со она таму да стои косата, па сега вака да прави па не знам шо. Технички треба стално да ти го прат, ама кој те прашва бе брат? Кој те прашва? Битно тие ќе си најдат бизнисот се среди, ич да не се секираш. Исто и за се друго. Нокти. Ако надградбата е 10 евра обично, евче батули. Ама па ти шо плај? Имаш ти имаш, ајде. Еш го пати има речено дека музичар сум јас, имаш ти имаш, ајде. Јас две чисти немам, ама добро. Така си мислат тие овде. Свекињата исто. Свеќето 50 денари. А дојде 8 март, матури, свадби, Валентајнс дејеве да не го люфниме. Автоматски 6 пати поголема цена. Не еднаш два пати, 6 пати бату. Што си мислиш ти овие свекињата знаат кога е свадба, ти го му рипни цената. Страшна работа. Мислиш овие што и плаќаш поскапо дресирани ќе ти дојдат свекињата, ќе мирисат поке, ќе знаат како се понашат со луѓето нешто. Боже гос. Тоа е батуле бизнис. На крајот на денот сите си прат како што му одговара најмногу. И тоа прави клучната разлика. Така што правите си вие како што ви одговара најмногу. Така, значи мора прво ти да бидеш среќен за може да ги усрекиш другите. Така вика. Да се сакаш себе си за може да ги сакаш други. Оти ако се некиш себе си како ќе знаеш да ги сакаш други. А јас со ова би сакал да ви речам, доста е за денес. Да не ја прекардашиме работата. Оти шо знаеш следниот пат кога ќе ом на шминк, овај на стрижење, на брада бричење да речеме, тоа имаме. А не манат некоја ножица вака та. А ви останете си на ВТВ телевизија. Бога ми можете да не пратите и на социјални мрежи. Оти бе вистина го немаме тој муавет речен. Ами запратете таму vtv.mk. Професор В. Недаткам со 2 С сум там и со долна црта пред В. Ај пиши Виктор Апостоловски ќе ме најде. Студиото на Милена, сите заследете ги, се заследете. Нека живе и приказна. Да сте здрави и живи. Поздрав и убав викенд.